после толку многу видеа, после толку многу тестови, после толку многу автомобили, секогаш се поставува едно исто прашање. Кој е мојот најомилен автомобил и на кој автомобил секогаш би се вратил? Нормално, тоа е моето старо фикјуле. Добро, тоа е стара кола, но што е со новиве? Па и тогаш не е многу голема разликата, бидејќи станува збор за сличен бренд, за сличен модел, односно станува збор за уште едно фикјуле, тоа новото Fiat 500 хибрид. Денес нема да зборувам многу како другите новинари од кој автомобил е инспириран, колку линиите се слични едни со други. Тоа веќе го знаеме, тоа веќе го гледаме. Едноставно сега ќе им се заблагодарам на Fiat бидејќи ме погоди ептен со слична боја како моето фикјуле, со слична опрема, дури имат и двете панорама, така да навистина се мислам за негово купување, но за тоа ќе зборуваме малку подоцна. Сега ќе се префрлиме внатре, а тука Мими ќе ни објасни што се има. Здраво, Мими. Здраво. Сега малку околу интериерот. Најпрвен, имаме 8-инчен екран кој што е респонзивен, има многу добра графика и може да се поврзува со Apple и со Android. Потоа имаме дигитален екран, што е нели нормално за модерните автомобили. Исто така имаме устави во овој дел, тука и тука. Имаме два USB порта, а како интересни детали ќе ги издвоиме кваките на вратата, кои што се заклучуваат брзо и лесно и потсетуваат на старото фичо. Исто така, многу интересен детал е тоа што седиштата се изработени од рециклирана пластика, но се многу удобни, што искрено не очекував и многу добро изгледаат. Исто така, мојот омилен дел е панорамата. А сега, за позади, па и не мора да се враќаме позади, бидејќи од надвор видовте дека има доволно простор и за нозете и за главата, така да Кирил продолжи со багажот. Да, сега одиме да го видиме багажникот. Багажникот нуди 184 литри багажен капацитет, што искрено е сосема доволно за едно мало градско возило, а и не очекував да е волку голем искрено. Нема да зборувам дали има приклучок за струја, дали има куки, дали има закачалки, бидејќи не ви е ни потребно, нема ни да барате, нема ни да очекувате од едно вакво возило. Може да ги спуштите задниве седиште да ви се зголеме багажниот простор. И интересен факт е што под оваа даска од багажникот имате големо резервно тркало, што пак ќе кажам не очекував за еден ваков мал градски автомобил. Тоа е тоа и ми се допаѓа што вратава се отвара, односно багажников се отвара на овој начин, односно се добива целосна отвореност. И уште еден кул момент е тоа што се отвара на ова, да кажам, капа маска која што исто така потсетува како фикјулето. Сега може да одиме го возиме. Јас се заљубив најискрено во колава, бидејќи има карактер. Океј, не е перфектна, не е совршена, има доста работи што би ги сменил. Пример, ми фали паркинг камера, може би и помеки материјали би искористил низ интериеров, но искрено не ми е толку важно, бидејќи има многу мека и релаксирана вожња, не ги чувствувате дупките на патот. Многу се удобни седиштава, како што спомна Мими, стварно седењево е као на облаци, плюс овие странични потпори многу добро ве држат во кривини. Второ, воланов, да, е поголем од вообичаеното што до сега сме го имале по другите коли на тест, ама ме потсеќа на старото фикјуле, што повторно ми е многу интересно, плюс самиот волан лежи многу убаво на рака. Овие хром детали исто така мора да ги истакнам, бидејќи делумно ми дава доза на луксузност, но исто така и на спортско чувство. Исто така го обожавам ова тропкање на жмигавците, кој што исто така ме потсеќа на старото фикјуле. Искрено можам со сати, со многу долго време да уживате во возењето, дури во оние големи градски гужви кои што имаме ние во нашиот главен град. Едноставно, всушност колава се вози на начин што треба да си пуштите една италијанска песна, си го отворите прозорот, да си ја тргнете завесава од панорамата и да уживате, да возите полека, опуштено, се додека имате гориво во резерварот. А тоа ќе бидат многу километри, бидејќи колава е многу штедлива. Всушност тоа се бара од едно мало градско возило, да биде штедливо, има потрошувачка од 6 па и под 6 литри на 100 километри со нормално возење, не некое претерано штедливо, бавно возење, нежно
нормално градско возење имате потрошувачка од 6 и под 6 литри, што е перфектно. Секако за тоа помага хибридниот режим на овој 1.03 цилиндричен бензински мотор. Прво, никогаш немаше да погодам дека е 3 цилиндричен мотор без да ги прочитам спецификациите и дотворам под хауба да видам што има. Не ми се верува, бидејќи воопшто не се чувствуваат никакви вибрации. Второ, звукот, шанса нема да препознаете по звукот дека е 3 цилиндричен мотор, особено можеби во моментов го слушате веќе звукот, потсеќа дури на некој Абарт. Многу интересно звукче вади. И трето, не е тромав. Ја немате онаа препознатлива дупка кај другите 3 цилиндрични мотори кај што се премногу тромави. Тука не, го нема тој момент. Има 70 конски сили, навистина е многу жилав мотор, многу брз. Добро, за тоа помага хибридниот, односно mild хибрид, не е класичен хибрид. Станува збор за генератори и батерии кои што се поставени тука. Батериите се поставени позади задните, односно под задните седишта. Како функционира овој mild хибрид? Тој функционира на таков начин што при тргнување се активира и ви помага да имате подобар старт. Односно, тука се губи таа дупка и тромавост, што е супер, многу добро го средиле тоа Fiat. И плюс, кога возите со константна брзина, ви покажува системот на дигиталниот дисплеј да изфрлите во брзина, да го ставите во неутрална брзина и на таков начин тој го гаси моторот, го активира генераторот, односно автомобилот работат само електричните контроли во него, чисто колку да можете да го управувате и на таков начин ја спушта потрошувачката. Сега околу опременоста станува збор за Launch Edition на Fiat 500 Hybrid. Launch Edition е нешто слично како што го видовме со Kia Exit, ако ви текнува. Односно имате буквално се што можете и се што е потребно од опрема. Океј, можеби тука недостига камерата, но имате паркинг сензори, имате панорама, имате многу убав волан, седишта кои што повторно ќе ги спомнам и како што кажам од рециклирана пластика, што прво воопшто нема да приметите кога станува збор за рециклирана пластика, ниту се осеќа на мирис, ниту на допир, ниту на изглед. Преубаво изгледаат, премногу се меки и удобни. Ги имате овие бандажи, имате уште многу други додатоци во оваа опременост и сето тоа чини 16.200 евра. И искрено да бидам, ова е тоа што ќе го купам. Ова е дефинитивно тоа што морам да го купам, бидејќи го сакам и стварно ми е потребно за да имам уште еден градски автомобил, ама модерен градски автомобил кој што ги исполнува сите еколошки норми, кој што ги исполнува сите работи кои што ви се потребни од еден автомобил во 21-виот век, кој што има карактер пред се и кој што секогаш ќе сакам да се вратам и да го возам него. Океј, јас сега ќе се одјавам. Колава нема да враќам во салон, ако ме барат од Fiat не знаете каде сме со Мими, така да се гледаме наредна недела со ново видео. Чао! Кирил, не мораш да бегаш и да крадеш. Сега јас тебе ти купив Fiat 500. Може би не е таа боја и таа димензија, меѓутоа е нешто приближно на тоа што го сакаш.